Економската криза, невработеноста, политичките притисоци, но и стремежот за подобра иднина се причините поради кои многу семејства од североисточниот регион ги напуштија своите домови и заминаа да живеат и работат во странство. Иако нема официјални податоци кои ќе го покажат реалниот број на иселени граѓани од Куманово, многу младино во последните години и цели семејства одлучија среќата да ја побараат во Австрија, Германија, Италија, Норвешка, Шведска, Малта, Канада или Швајцарија. И таму не се најдобри условите, работат повеќе од 12 часови, немаат некој собствен живот како што го имале тука, но меѓутоа принудени се од тој аспект што тука не можат ни половина, камоли да збориме една третина од тоа што го заработуваат таму, и имаат некоја сигурност во тоа што следниот ден нема да мислат дали некој ќе им ја исклучи струјата, дали ќе им дојде извршител. Таква е судбината и на 23 годишниот Стефан Цветковски од Куманово, кој веќе 3 години со своето семејство живее и работи во Хеген, Германија. Работам во фабрика за метални конструкции. Условите и не се толку добри. Се чувствувам како граѓанин од вторет, но барем добро заработувам. Посочува Стефан, кој се уште не размислува да се врати во државата. Кумановци потврдуваат дека нивни блиски се почесто одлучуваат да ја напуштат државата. Велат, со плата од 200 евра не се издржуваат семејства. Што да правиме? Се исчелуваат, дојде такво време, се исчелуваат луѓето. Њоен супруг и мој супруг и деца сви не су тоја. Каде се заминат? Па некој у Ирак, некој у Германија и такој. Кој куде се снајде? Кој куде се снајде, дека нема живот с 200 евра, фамилију не можеш да издржуваш. Има живење, ама и работа има за свакога. Таму му е платено све на човека. Таму испод 8 евра нема помалце по саат. Дека е алармантна состојбата со иселувањето потврдува и тоа што од почетокот на учебната година до крајот на јануари од кумановските училишта поради иселување се отпишани повеќе од 80 ученици, а има најави дека уште деца до крајот на учебната година ќе си заминат во странство. Од секторот за образование при општина Куманово укажуваат дека не можат да утврдат колку точно деца не се запишани во училиштата, но според матичната книга на новороденчиња во моментов недостасуваат околу 400 првачиња. Ги нема, не се појавија во овој период во ниедно општинско основно училиште, кој зборувам за ученици од прво оделение, значи оваа година се запишани 1254 деца од 1609. Колку што има, тоа е бројка која загрижува. Меѓутоа, се уште е непознаница каде се тие дечиња. Повикот од Германија за дефицит на медицинскиот персонал предизвика да се зголеми и интересот за оваа професија. Во Кумановското средно училиште Наце Буѓони голем број повозрастни граѓани одлучуваат да се запишат за преквалификација со цел да добијат диплома и да заминат во странство. Според социологот Зоран Петрушевски загрижува фактот што последниве години многу, како што вели добростоечки семејства, ги спакуваа куферите и си заминаа, оставајќи домови, бизниси, па дури и позиции кои што ги уживале во општеството. И стварно, навистина, луѓето загрижени од иднината која што ја очекуваат. Некои смета дека тоа ќе биде црна, лоша иднина, некако како на време да се тргнуваат од тука. Така да, една комбинација од глобалните миграцијски движења и локалната и економска и политичка состојба резултира со една таква појава. Повеќето од граѓаните сметаат дека некогашниот втор или трет индустријски град во моментов е мртов и не дава надеж дека кумановци може да опстанат од она што го нуди пазарот на труд.